Побројните тешки кражби кои во изминативе неколку месеци се случуваат во единствениот македонски загубар, Прилепски Еврокомпозит, деновиве од магазините на фабриката украдено било и оружје, помеѓу кое и една полна золја, обвинуваат работниците. Тие се сомневаат дека во оваа тешка и опасна кражба вмешано било и раководството на фабриката. Се направи вакуум простор од околу 1 месец, ја повлекоја полицијата, се направија кражби и сега од вчера повторно наместија полиција. Ние сумњаме дека раководството влегува и тие ги прават тие кражби. Затоа што обични граѓани не знаат ни каде се тие магазини, ни како да се влези до таму. Се работи за зграда во која што е влезено на први спрат и на трети спрат, таму каде што беше оружјето. Во другите простори не е влезено. 35 работници, колку што се останати во моментов, а кои веќе 2 години не одат на работа и немаат апсолутно никакви примања, тврдат дека во магазините од фабриката има уште доста оружје и муниција. Во пушкарницата велат дека имало и пиштоли, и пушки, и муниција, како и околу 800 средства противоклопни борбени возила. Тие побарале за соодветен надоместок сами да си ја обезбедуваат фабриката, но на тоа не им било одговорено. Во тој вакуум период, кога полицијата не вардеше, ги молевме цело време некој да се залага да обезбедува, и секој ден се прават кражби. Молевме да појди некој да макар и ние да вардиме за да не се оштетува толку фабриката. Нејча ни да слушна за нас, ни да најда некое решение, никако чаре. Само едноставно колку да си помина на редот, не вика има инвеститор го разгледува, а тој инвеститор веќе кизне колку време. Ние не се надеваме никако дека некој ќе дојди и ќе купи, бидејќи главното што може да се пушти струја и основно за работа е сето искрадено. Инаку Алфа уште пред 15 на дена информираше за масовните кражби во оваа фабрика, чија штета работниците ја проценуваат на околу 400.000 евра. Украдени се 3 трефостаници, скапи делови од повеќето машини, како и големи количини на други репроматеријали, додека актуелната власт, оптимистички и во континуитет, им ветуваше влез на странски инвеститор и спас на оваа единствена фабрика за наменско производство на оружје кај нас.